Неорганизираноста е главниот проблем на македонското земјоделство. Откупувачите велат дека години наназад постои овој проблем кој е кочница во развојот на домашниот аграр. Ако земеме да ремизираме се што се случува уназад 10 години, ние се соочуваме со проблем кога ќе дојде одреден артикл кој го има во изобилие во моментот, да цената падне. И тоа се сведува на непланирано производство, немање договори помеѓу производителите и откупувачите, и секој кога сади на сумице на своја глава, не може да очекуваме друго. Ако сето тоа малку другачие се постави, треба резултати да се видливи, да биде подобро за сите нас. Вака, кога не е организирано, секој пат ќе биде така. Од соседните земји, Албанија има предност поради поволната клима, деци Дене Витанов. Од друга страна и таму постојат потешкоти кои ги има и тука. Во Албанија е во нагорна линија и производството и извозот на зеленчуци од Албанија. Сето тоа се должи што првенствено климата е многу поповолна за садење на тие артикли отколку во Македонија. Они беспарно се месец дена пред нас. А тоа во овој бизнис е голем чекор напред. Сега да се организирани не знам како со договори, ова што го спомнав, и таму не е така. И таму се сади на сумице, пак цената е дневна. Кај нас ние држиме на некоја неделна база. Таму цената е дневна, зависи денеска колку има у понуда и што вечер ќе се откупи, а ако се бара, нормално цената ќе задржи, ако не, цената паѓа. Они имат дневна цена, на сите артикли имат дневна цена. Така да не е и тоа мерило дека одат по некој прав пат или не знам како. И земјоделците од Струмичко неодамна алармираа на непостоењето договор со откупувачите, особено пред вториот откупен турнус. Сметаат дека само организирано може да станат поконкурентни на пазарот дома и надвор.